сега и секогаш и во вечни векови. Моето патешествие низ Република Македонија ете ме донесе и во Кичевскиот регион, кој се наоѓа во западниот дел на Република Македонија, сместен во Кичевската котлина, која представува јасно обликувана природна целина, обколена од сите страни со високи планини, распослан помеѓу горното сливно подрачје на реката Треска, превојот Стража, планината Бистра, протегајќи се јужно по долината на реката Треска, се до Илинска планина, па се до северниот дел на Порече, која е една од поголемите котлини во Македонија, чија што незина рамка ја прават планинските масиви на Бистра и Стоговот запад, Бушова планина Бабасач, Бабењ и Плакенска планина на исток, чие дно на котлината е на надморска височина од 680 метри до 570 метри, каде што незината најниска точка се наоѓа во источниот дел кај селото Атиште на 500 метри надморска височина, каде што оваа котлина преку Бродската клисура на исток се поврзува со Порече, на југозапад преку планинскиот превој пресека со Дебарца, а на север преку планинските превои Стража и Буковиќ со Полошката котлина со вкупна површина од 1059 квадратни километри, каде што ниската Варнинска планина овој регион го дели на две морфолошки целини, морфолошката целина Зајас на запад и морфолошката целина Осломи на исток, чиј геолошки состав е доста сложен и е представен со палеозитски шкрилци и тријански варовници по рамката, а плиоцентите и квартерните седименти по дното на котлината. Поготоа решив да прочитам низ оваа област, низ историјата позната како Кичевија, која опфаќа дел од Полошкиот регион, се до планината Буковиќ, регионот Мијачија, се до Бистра планина, дел од Дебарскиот и Домно-Димковскиот регион, до планинскиот масив Стогово, на регионот Дебарца, се до планината Голак, Беличко-пространскиот планински масив, регионот Демир Хисар, се до извориштето на Црна река и планинските масиви Љубен и Стрмол, Крушевскиот регион, до планинскиот масив Венец, Пилепскиот регион, се до Бушева планина, регионот Порече, се до планинските масиви Песјак, Челопица и Добра вода и Кичевскиот регион, за да ги надополнам моите досегашни сознанија не само за историските збиднувања, туку и за многуте адети, обичаи, селски, црковно-манастирски, седнародни празнувања, како што тоа е црковното празнување на Свети Антонија во селото Бигор Доленци. Почитувани мои, како по стар обичај кога патувам низ руралните региони, заборавените села во Република Македонија, и овој пат во ова село дојдов рано, мощно и рано, во утринските часови, што се вели. Денот по утрото се познава, вели народот. Денот беше зимен, сонцето што туку беше изгреано над плодното Бигор Доленско поле, каде што селото Бигор Доленци раскошно блескотеше под зраците на кичевското сонце, распослано под планинскиот горостаж Человица. Може би се прашувате зошто во ова село дојдов рано во зорите. Драги мои, имав две добри причини. Едната, мештаните да ми го раскажат минатото на нивниот роден крај,
а преку нивните лични сеќавања, различни по време и простор, и вам, драги мои, да ви доловам дел од непорекливата драгоцена слика за селото Бигор Доленци низ времето на дополнета со веродостојни сведоштва и историски аргументи за ова село, со надеж дека меѓу помладите пораѓање или по потекло, особено меѓу оние поупатени во областите на и антропогеографијата, ќе се изнајдат и љубопитници и ентузијасти кои за голем број прашања изнесени, деловно фатени или недопрени овде, ќе вложат и љубов и труд и знаење за да ги доистражат и изнесат на виделина, спасувајќи ги од неправедната правна заборавот, а другата е поканата на моите домајќини, мештаните од ова село, да присуствувам на пригодната празнична прослава, што ја организираа мештаните од ова населено место во чест на Свети Антони, патрониот празник на селото, чие име го носи нивната селска црква. Добро утро. Добро утро. Нека е за многу години. За многу години. Свети Антоние да ни даде здравје, беричет и нека е за многу години. На сите. Така. Но пред да ја видите приказната за пригодната празнична прослава што ја организираа мештаните од ова населено место во чест на нивниот патрон празник, ќе се обидам да ви пренесам дел од моите сознанија за ова населено место, кои се состојат од митови, легенди, устни преданија, материјални артефакти и пишани документи. Прва целото Бигор Доленци во пишаните и материјалните документи и артефакти во вистинска смисла на зборот се спомнува во мноштвата црковни повелби и житија кои датираат од првата деценија на 10 век и црковните записи кои датираат од византискиот период, поточно речено од 1020 година за време на владењето на византискиот император Василий II, во црковната грамота на царот Константин Асен Тих од 1257 година, во грамотата на византиските императори Михаило IX Палеолог и Андроник II Палеолог од 1299 година, со која селото Бигор Доленци припаѓа како имот на македонскиот христијански православен духовен, благодатен многовековен бисер, манастирот Света Богородица Пречиста Кичевска, меѓу народот попознат како Кичевски манастир, во црковните повелби од 1321 година на кралот Стефан Урош II Милутин Немањич, а посебно во црковната повелба на царот Стефан Душан од 1331 година, посветена во чест на вообновениот Кичевски манастир, во црковните повелби на кралот Стефан Урош V Немањич од 1356 година, во црковните повелби на македонскиот властелин кралот Димитрije Волкашин од 1365 година, како и во црковните повелби на македонскиот властелин кралот Марко од 1371 година, и исто така за манастирот Света Богородица Пречиста Кичевска, меѓу народот попознат како Кичевски манастир. Во пишаните отомански дефтери, селото Бигор Доленци се споменува во отоманскиот пописен тапи дефтер број 4 од 1476 година, каде што селото се споменува како село Бигор Доленци, во кое село живееле 44 домаќинства, сите рисјани. Исто така, ова село под истото име се споменува и во отоманскиот пописен тапи дефтер број 8 од 1477 година за времето на владењето на отоманскиот султан Бајазид, а е во собственост на Незир Паша, чиј негов вакуум се простирал од Скодра до Кичевската Копачија, а му припаѓал на румелискиот Беглер Беглус. Ова село исто така е запишено и во пописниот дефтер
од 1562 година, кое е припаѓало на вакуфот на Саид Паша, на вакуфот на Устреп ага и на вакуфот на Демо ага, каде што живеат 70 домаќинства, сите рисјани. Во Отоманскиот дефтер од 1570 година е запишено дека вкупниот данок кој селото го плаќало изнесувал 1380 акчина, каде што исто така селото било задолжено да плаќа данок од пшеница 10 мудови, данок од јашмен 1 муд, овес и рж и од улишта 908 акчиња, а од душур од овоше 30 акчиња. Во втората половина на 17 век Бигор Долемци му припаѓало на тимарот Адем Паша, чии негови неколку чифлици ги раководеле Дозан ага, Кара Мустафа бек, Абдул ага, Саиди бек, Јолдаш бек, Назис Ахмед бек. Во ова време во селото живееле 74 домаќинства рисјански. Пред крајот на турското владење, состојаници на чифлиците во Бигор Долемци биле Кажи Шукри бек, Адил бек и Исмаил Казас ага, кои припаѓале на солунскиот турски род Казаслар, Тевди бек, Абджи Абдула бек и Аджи Рауф бек. Овие чифлик сајби изградиле неколку кули кои денеска не постојат, каде што околу овие беговски кули своји живеалишта имале изградено покрај постојните селани и чифчиите кои работеле на чифлиците на претходно споменатите бегови. Дека селото Бигор Долемци на овие простори обстојува многу векови, говорат и пишаните документи на многу учени луѓе од периодот на првата половина на 17 век, па се до првата половина на 20 век, меѓу кои монографијата Историја на Охридската архиепископија Патријаршија 1394-1767 од Иван Снегаров, пишаниот документ под име Стара Србија и Македонија од Спиридон Гончев, топографско-етнографски преглед на Македонија од Стефан Верковиќ. Дека селото Бигор Долемци на овие простори обстојува многу векови, говори и пишаниот документ на еден од најпознатите не само во македонски, балкански, туку и во светски размери, антрополози и географи, доктор Јован Трифуновски, во неговото научно дело Селските населби во Кичевијата, издадена во Белград во 1969 година, за селото Бигор Долемци го забележал следното. Селото се распостила на просторот на некогашната заезерена тераса. На целото на возвишението Челопица се наоѓа стар пат, по кој пат мештаните од ова село патувале за Прилеп. Селото со вода за пиење се снабдува од единствената чешма, чие извориште се наоѓа високо во планината, која чешма ја изградил некој си Ников, а во негова чест мештаните и денеска ја викаат Никова чешма. Во околината на селото постојат и други извори и кладенци, од каде што селото се снабдува со вода за пиење. Селото Бигор Долемци има 3 мала. Во секое мало по една црква, во средното мало црквата Свети Антони, во горното мало црквата Света Петка, а во долното мало црквата Света Недела. Дека селото Бигор Долемци на овие простори обстојува многу векови, говори и пишаниот документ, публикацијата
материјали за изучување на Македонија, напишана од македонскиот револуционер Ѓорче Петров, издадена во Софија во 1896 година, каде што во оваа публикација има доста податоци и за селото Бигор Доленци, каде што пишува дека селото Бигор Доленци се наоѓа на 60 минути пешки одење од Карбуница. Бигор Доленци е средно по големина село и бош не богато. Луѓето се многу вредни и мирољубиви, како и сите селани во областа. Близу до селото се наоѓа местноста Манастириште. На нејзината равнина постојат остатоци од мала црквичка со конаци кои зборуваат дека овде порано постоеле развиени форми на монашки живот, манастирско училиште и препишувачка школа на вредни црковни книги. Втората половина на 18 век за Бигор Доленци е период на обновување на селото испразнето со опустошењето на отоманскиот башибозук. Меѓу првите знаци на обнова на селото секако е изградбата на скромното сакрално здание врз претходно разорнатата црква Свети Антони, која се наоѓа на самиот влез на селото, кој воедно е и соборен селски храм. Изграден е со голема купола на средината, однадвор со светло бела боја. Основата на црквата е крсна во форма на правоаголник. Во овој храм се чуваат значајни црковни предмети и книги. Во дворот на црквата се наоѓа и висока камбанарија со голем бакарно-бронзен звонец. Селото Бигор Доленци уште од памтивека имало учени луѓе, како што велат и самите мештани. Според пишаните документи, првото училиште почнало со работа во 1882 година, а наставата се одвивала во црквата Свети Антони на македонски црковен книжевен јазик, а според пишаните документи, прв учител бил попот од семејниот род на Поповци, родом од селото Тончевиште, а бил учител во 2 учебни години, и тоа во учебната 1899 и 1900 година. Во учебната 1901 година во Бигор Доленци учителствува и даскалот Радован, а за време на неговото учителствување е формиран огранок на тајната македонска одреднинска револуционерна организација, прв во оваа регија. Во селото учители биле и Ноне Захариев, Крсто Митов, Симчо Стојановиќ, Ристо Антич и многу други. Во подалечното минато, мештаните од селото Бигор Доленци учествуваат во борбата за ослободување на македонскиот народ од отоманското владење и за формирање за самостојна Македонија, како во предилинденскиот, илинденскиот и поилинденскиот период. Исто така, Бигор Доленци не го избегнуваат воените действија како од Првата и Втората Балканска војна, така и од Првата и Втората Светска војна, каде што за потребите на боиштата мобилизирани во разните војски речиси било сето население, а пак од мобилизираното машко население, кое било испратено на фронтовите, поголем дел не се вратиле во своите родни огништа, а на многумина до ден денешен не им се знае ниту гробнината. И покрај развивеното земјоделство, сепак традиционалниот печалбарски начин на живење не се променил.
Гурбеджиството од година во година се поголем замав земало. Печалбачката традиција речиси и никогаш не прекинала. На гурбет оделе најмногу во Белград, Софија, Букурешт и Стамбул. Во 30-тите години на 20 век во овие градови имало над 50 дуќани од различен вид, претежно кафејани, акчилници, сладкарници, фурни и трговски дуќани, чии газди биле мештани од Бигор Доленци. Кога секој добронамерник ќе дојде во Бигор Доленци, ќе прошета низ селските сокачиња и пачиња, иако ја нема веќе старата традиционална македонска чаршиска архитектура, која порано ја имало ова село, која се карактеризирала со приземје и зидано од камен, каде се наоѓале просториите за чување на добитокот и амбарите за жито, и кат изграден од цигла, опашен со вертикални и хоризонтални греди и летви, ковани со штички и испреплетени прачки, малтерисани со глинена кал измешана со слама, со задолжителен чардак и огниште, старите дворишта, некои поголеми, некои помали, но сите оградени со дебели големи джидови и со големи тешки порти, ќе се воодушеви од современата архитектонска градба со ново изградените семејни куќи кои говорат дека селото Бигор Доленци не е заборавено село. Селото Бигор Доленци наликува на една современа приградска населба, на која населба можат да и позавидат многу други приградски и градски населби во Република Македонија. Почитувани мои, Бога ми, мерак ми беше што ете Господ и мене ме донесе да дојдам на гости во Бигор Доленци на црковната слава Свети Антони, чие име со векови го носи нивната главна соборна црква и јас да бидам дел од сенародната веселба која со векови се пренесува од колено на колено, од генерација на генерација. Предлагам дел од ова духовно празнување да проследите во продолжение на оваа репортажа. Да се помолиме на Господа. За мир во светот, за благосостојба на светите Божји цркви, за соединување на сите. Да се помолиме на Господа. Да се помолиме на Господа. Господи, Заблаженейшиот архиепископ наш Охридски и Македонски Михаил, за честното свештенство во Христа дјаконство, за сиот Святи безсмертни, помилуй нас. Святи Боже, святи крепкий.
се задржа Исус на едно равно место. Таму беа и мнозина негови ученици, и многу луѓе од цела Јудеја и од Ерусалим, и од приморието Тирско и Сидонско, кои што беа дошле да го чујат и да се исцелат од болезните своји, како и оние што страда од нечисти духови и се излекува. И сиот народ сакаше да се допре до него, зашто од него излегуваше сила и ги легуваше сите. А он откако и подигна очите кон учениците своји говореше: блажени сте вие, сиромашните по дух, зашто ваше е царството небесно. Блажени сте вие, кога се радувате од и ќе се наситите. Блажени ќе бидете, кога ќе ве намразат луѓето и ќе ве одделат и поколат и ќе го исфрлат името ваше како лошо, заради Синот човечи. Зарадувајте се во оној ден и развеселете се. Благочестиви христијани, драги браќа и сестри, денеска Светата православна црква го чествува споменот на основоположникот на монашкото пустиножителство, светиот преподобен Антони Велики. Тој се родил во 251 година во селото Кома, Среден Египет, од благочестиви родители кои што го воспитувале во христијанскиот дух, но и по имот многу богати. Уште од млади години секојдневно ја посетувал богослужбата и духовно се нахранувал читајќи ги светите писма и книги. Кога наполнил 18 години, по смртта на неговите родители, наследил многу голем имот, но и постанал старател на својата малолетна сестра. Често одејќи во храмот си го поставувал прашањето што да прави со својот живот, како да го усмери, па така на едно богослужение како ова денеска, слушајќи ги зборовите од Евангелието кој што ги изнал Христос: ако сакаш да бидеш совршен, оди раздели го имотот свој, продај го и раздели го на сиромаси и врви по мене и ќе добиеш сокровиште на небото. Слушајќи ги тие зборови, кога се вратил во домот, решил својот имот половината да го остави за својата малолетна сестра, која што ја доверил на некои благочестиви жени да ја догледа, а половината од што му припаѓала нему ја разделил на сиромаси и се повлекол во пустината. Првите години живеел заедно со некој свет старец, но како што се вели народно, добриот глас надалеку се слуша, така да и воздигнувањето на духовното воздигнување на Свети Антони надалеку брзо се прочуло, па така множко од народот доаѓал да побара помош и духовна поука од него. Не можејќи да го истрпи притисокот од луѓето, се повлекол уште подлабоко од другата страна на реката Нил, каде што од светото житие може да разбереме дека цели 85 години поминал осаменички живот во пустината, молејќи се на Бога, живејќи строг и споснички живот и борејќи се со искушенијата од сатана. За неговото духовно усовршување и достигнување зборуваат сите свети книги, оставил голем број на прирачници и поуки за монасите и за монаштвото, и се вели, од тука можеме да приметиме и да забележиме дека само 2 пати за време на овоземниот живот ја напуштил пустината и отишол во Александрија, во градот Александрија, и тоа прв пат во 303 година за време на последното гонење на христијаните од страна на царевите Диоклецијан и Максимилијан, и тоа со желба да пострада заедно со христијаните, гледајќи ги маките кои што ги доживувале. Но Бог, како што знаеме, сакајќи да го остави светлини подолго на земјата, за да може да биде од полза на сите, не му дозволил по Божје допуштање да пострада со христијаните. Второто негово доаѓање било исто така во Александрија во 335 година, 20 на години подоцна, кога дошол да ја одбрани чистотата на православната вера од ереста на ариевците, кои потврдувале дека тој бил нивни послушаник и нивни исполнител. Живејќи така смирено во духот на светоста, навршил токму 106 години од својот овоземен живот, и кога осетил дека веќе неговиот премен се ближи, односно дека треба да се пресели во небесниот Ерусалим, ги повикал учениците покрај него, им кажал уште неколку совети за својот духовен живот, како треба да постапуваат, и мирно ја предал душата во рацете на Бога на 17 јануар 355 година
неговите мошти подоцна биле сохранети од своите ученици, како што тој оставил Аманен. Следејќи го примерот, драги браќа и сестри, на овој голем богоугодник, чии што црквата спомен учествува денес, треба да се поучиме токму од неколку работи од неговиот строг живот. А што е тоа што можеме да го исползуваме? Тоа е смирението на кое што не повикува Светата православна црква постојано и секојдневно и во овие турбулентни времиња во кои што живееме. Послушанието, како послушание меѓусебно едни кон други, така и послушанието кон црквата, кон верата, љубовта која што е основен, значи извор на сите тие добродетели, и ако сите тие работи ги запазуваме и ги ползуваме овие Божји заповеди кои што ги предлага црквата, кој што ги афирмира, кој што се вечна аксиома, светост, кој што не се тоа некои адет или измислени работи од луѓето, туку е нешто што останало да живее во основањето на човекот, така ќе бидеме сите ние многу подобри христијани, ќе бидеме она за кој што не повикува самиот Христос, да бидеме свети и да живееме совршен живот. Амин. Нека е честит овој празник за многу години, честито да се кумствата на кумовите кои што чествуваат сега, како по традиција, како што сите години правиме, ќе подари ќе оставиме на фората да поделат сами луѓето. Јас додека се спремам ќе го осветиме, значи најпрво ќе осветиме вода, а потоа ќе го благословиме за кумскиот ред и ќе го предадеме кумството. Да сте здрави и живи, нека ни честит празникот, да даде Бог и по молитвите Свети Антони Велики до година да се собереме во многу поголем број и во растеретени мерки. Амин. Да слезе над оваа вода очистителното дејство од предвечната Тројца, да се помолиме на Господа. Господи, помилуј! Да биде оваа вода лековита за душите и телата наши и да биде за изгонување на секоја непријателска сила, да се помолиме на Господа. Господи, помилуј! За да се испрати благодат за избавување и благослов со кој благословен Јордан, да се помолиме на Господа. Господи, помилуј! За нас сите на кои им треба од Бога помош и заштита, да се помолиме на Господа. Господи, помилуј! За да се просветлиме со духовна светлина од идолошушната Тројца, да се помолиме на Господа. Господи, помилуј! Господ Бог да не покаже синови настенција своето царство, преку биење и поросување до оваа света вода, да се помолиме на Господа. Господи, помилуј! Боже, заштити не, спаси, помилувај и запази не со Твојата благодат. Господи, помилуј! Спомнувајќи ја пресветата, пречиста, преблагословена, славна Владичица наша Богородица и секогаш Дева Марија, Святаја Богородице, спаси нас! со сите свети и самите себе, други си од на живот на Христа Бога да го предадеме. Господи! Зашто Тебе Ти прилега секоја слава, чест и поклонение на Отца и Сина и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Амин! Мир на сите! Духови Твоему! Главите ваши приклонете ги пред Господа. Ебие, Господи! Господи, кој што си благоволил да се крстиш во Јордан и да ги осветиш водите, приклони го Твоето уво, послушаме сите нас, благослови некој со приклонување на главите, означуваме знак на покорност и удостојме да се исполниме со Твоето осветување преку причестувањето од оваа вода и да ни биде, Господи, за здравје на душата и телото, зашто Ти си наше осветување, Тебе слава, благодарност и поклонение, Ти вознесуваме со безпочетниот Твој Отец, со пресветниот благ и животворен Твој Дух, сега секогаш и во вечни векови. Амин! Спаси, Господи, људи Твоја и благослови достојание Твое. Победи се православним христијаном нашим, нас опротивнија дарујај и Твое сохрањај крестом Твоим жителством. Спаси, Господи, људи Твоја и благослови достојание Твое. Победи се православним христијаном нашим, нас опротивнија дарујај и Твое сохрањај крестом Твоим жителством.
uzvišine i pomiluj. Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj. Ще се молиме за милост, живот ми, здравје, спасение, прошка, разрешување на гревовите на сите благочестиви христијани кои присуствуваат овде и се молат. Господи, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. зашто си милостиви човеколюбец Бог и Тебе слава и вознесуваме на Отца и Сина и Светиот Дух, сега секогаш и во вечни векови. Амин. Господи Исусе Христе Боже наш, благослови ги овие лебови и виното со Твојот свет дух сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Da, ne. Знаеме ни. Во слава и чест на светиот преподобен Антоний Велики ти го принесуваме, Господи, овој дар, прими го се милостив во Твојот на небесен жртвеник и по неговите молитви помилувај не и спаси не како добар човеколюбец. Амин. Ајде сега тука вака. Саду вака да не. Ајде помогите. Ајде ради. И вртете се. Святе мученице, че до безстрадалчество ваше и венчаше ся, молите ся ко Господу, помилован ти ся душам нашим, слава Тебе, Христе Боже, апостолом похвало, мученико радование, и же проповед Троица единосушная, и еликуй дева име Божия, и роди сина Емануила, Бога же и человека, востоким я ему, его же величающе дево, ублажаем. Христос посреде нас, целивайте и кажете, и ќе биде. И ќе биде. Ајде. Внимај на светиот Дух. Христос посреде нас, целивайте да. И ќе биде. Христос посреде нас. И ќе биде. Ајде. И ќе биде. Ајде, сега. Пати ги начета? Пати, да? Пати, мата, ајде. Прекаши го. Добре. Добре, дозволи. Помилуј не, Боже, по Твојата голема милост и се молиме услишени и помилуј. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Уште се молиме за милост, живот, мир, здравие, спасение, прошка, разрешување на гревовите на Божите чеда кои го чествуваат овој празник. Имињата сега. Радован, Борче, Александар, Мирјана, да сте здрави и живи, да ви пријат Господ кој ќе бидете здрави и живи, радосни, весели и побројни. Амин. Кум за година. Земи го.
Уште се молиме за мило, живот, мир, здравје, спасение, прошка, разрешување на гревовите Божјите дечиња кои учествуваат во овој празник. Имињата: Орце, Георги, Димитри, Марина, Лена. Да сте здрави и живи и вие да видите Господ. Појдете. Честито нека е Христото на годинешните на година кумовите, здрави и живи да бидете, радосни, весели и побројни. Амин. Вака сега. Продукцијата Маријов филмеве се наоѓа во Кичевијата, во едно од многуте убави и живописни македонски села, селото Бигордоленци. Ете, Господ сакал продукцијата Маријов филм денеска да биде гостин, а мештаните од селото Бигордоленци да и бидат домајкини на македонскиот православен христијански празник Свети Антонije. Како секоја црква во Македонија, така и ова се има свој домаќин, по-народски кажано, кумство и овоќу кумови. Вие ова година сте кумови во оваа црква. Да ми се представите вашето име, презиме, од каде сте по потекло, од која фамилија? Да, јас сум Аргиловска Мирјана, од девојченско презиме Ивановска. Сум од Бигордоленци, моето родно село, и чест ми беше и привилегија да бидам кума, и тоа ми го дозволија селаните, моите сограѓани, да бидам кума, и беше големо задоволство. Сега малку овај накратко лична карта на твоето семејство, како си таткото и мајкето, дедото и бабата, така? Мојот покоен дедо е Будимир Ивановски, мојата покојна мајка и таа е Дева Ивановска, татко ми е Ватан Ивановски, тие се од ѓорческата фамилија. Ова сега, рековте дека тука сте родени, тука сте израсли. Да, Бигордоленци е моето родно село. Може ли да се малку присетите на детството во селото? На учителство ве научи, да читате, да пишувате? Да, имавме основно училиште, учевме 4 години. Училиштето се викаше Димче Габер. Сега е преименувано во Кузман Јосифовски Питу. Веќе сега нема деца оде, одат град во Кичево. Детството беше прекрасно, убаво. Првиот учител Бошко, кој ќе не е меѓу живите, после Стојмирка Коруновска и таа не е. Кој беше посток? Бошко или Стојмир? Не, прекрасни учители. Колку бевте ученици во прво деление? Двајца, ја и уште еден имаше прво, пример, од почна. Така. После второ имаше 2-3 тројца, трето, се до 90. Ова сега да ми кажете, вашата куќна слава со вашиот сопруг? Да, нашата куќна слава е Свети Никола. Летен или зимен? Зимен Свети Никола, а и овде во моето родно село во Бигордоленци Свети Никола. Ке ми дозволите ли малку да направиме лав мојот понародски и со вашиот сопруг? Може. Ке може ли да ми се представите од каде сте, што сте и ете, многу ми навелат од кај ќе сопругата таму од каде ти е сопругата таму ти е и потеклото. Јас сум Радован Аргиловски од село Нанештица. Оженет сум се пред 30 години во ова село Бигордоленци и како село јас го почитувам и тука идам и ете честна сопругата како кума да и помогнам за овој ден прекрасен Свети Атанаси. Кога минатата година ви пренесе вашата сопруга Свети Антонија, да. Кога вашата сопруга ви пренесе минатата година дека ќе биде кума во несиното родно село, во црквата каде што незините дедовци, баби се венчани, крштени, па и таа е кастена, ми се радуваше ли душата? Да, очигледно ми се радуваше душата, толку радосен и како човек побожен, и како човек што ја сака црквата, значи прекрасно се осеќа. Преку социјалните мрежи минатата година
имаше доста ораки, коментари, лайкови за во твоето родно место Вранешница. После многу децении вие бевте и кум минатата година. Што беше мотивацијата да ја обновите таа традиција? Значи во Вранештица од пред 2 години, значи како селска слава ја започнавме да биде Свети Никола Летен. Истата година јас бев присутен исто на литургијата, каде присуствуваш и сега веќе владика Партени, со него и ја водеше литургијата. Јас се пријавив за кум и чест ми беше да видам првиот кум на истата слава Свети Никола Летен. Значи, многу прекрасно се осеќав и значи тоа ќе биде во историјата пишано како прв кум за Свети Никола Летен во Вранештица. Одека во овој свет храм се наоѓа и новиот кум. Пред се од продукцијата Маријов филм ви честитаме. До година, здраве Господ, ќе намириме и вашето кумство да го снимиме, да го снимиме и да го пуштиме во етер телевизиски, да може да го гледат нашите гледачи и сонародници не само во Македонија, туку во Америка, Канада, Австралија, секаде каде што не има македонците, голем број се македонци, многу не има. Вашите ми презими, која беше мотивацијата, која беше причината да овој човек да бидете до година домаќин во овој наш православен македонски христијански храм? Јас се викам Орце Богдановски, потекнувам од селото Положани, кој е недалеко од ова село Бигордоленци, и како и за секој празник и секој недела јас сум дали во градската црква, дали во манастирот, во двата манастири наши на литургија, исто учествувам, пеам на певница и присуствувам на такви собири. Иначе, добро е да се спомне целта на нашето кумство. Јас и мојата сопруга Марина немавме дечи на 18 години. И пред да се пријава, всушност пред 2 години, уште сопругата не беше останата времена, така после пријавањето на кумството, мојата сопруга на ден Великден 2019 година, Господ се смилува и подари 2 прекрасни сина, кои се викаат Свети Георги и Свети Димитри. И како благодарност за тоа, секаде кај што ќе присуствуваме на нашите цркви и манастири, јас сакам на некој начин да му се одложа на Господа, на Богоровици, на светото кај што преде на црквата. И така ми беше мотивација да се пријавам за вакумство и со огромно чест и задоволство сакам тоа нешто да го надоместам како благодарност за таа радост. Нека ви се здрави и живи личината, што вика старите, нека дава Господ и оному кој што нема. Амин. Да се множиме. Туку едно, господине, ова би ме прашал, ајде една порака до сите наши македонци каде да се наоѓаат тие, дали во Македонија, во, како што претходно напомнав, Америка, Канада, Австралија, дали е добро да си дојдат дома во нивните родни огништа, да ги отпучлени стари заридени катанци и да влезат во нашите цркви, да запалат свеќа, онаму каде што да запалат свеќа и во црквата и во вечите почивалишта на нивните предци, затоа што викаат старите, убаво место од родниот крај нема никаде. Значи, пораката е секогаш секој каде што е неговото огниште. Така и порачувам и на сите кои се во странство, односно во диаспората, да си дојдат да ги запалат своите огништа. Меѓутоа, нивната мака е поинаква, заминале на печалба и тие затоа се останати таму. Доколку секој може да се го отвори своето огниште, добре дојде тука. Ќе го пречекаме со радост и со љубов. Нека е ден од години, Господ да ни дари на сите нам здравје, среќа, беричет, да се видиме до година одека во црквата во Бигор Доленци, во црквата Свети Антонија. Нека за години. Амин, Господи. Амин.
светиме до Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја, како небо, така и на земјата. Лебот наш натошен дај ни го денес и прости ни долговите наши, како и ние што ги прощаваме нашите должници. И не ведувај во искушение, но избави од лукавиот. Слава на Отецот и Син и Светиот Дух, секогаш и вечно веку. Амин. Господи помилуј, Господи помилуј, Господи помилуј, Отче благослови. Христе Боже наш, благослови го ден припиен до Твоите чеда, во овој свет храм и во целиот Твој свет, зашто си свет сега секогаш и во вечни векови. Амин. Амин. Нека е честито гумството на обете семејства, да сте здрави, живи, радосни, весели и побројни. До година да се биде како што си. Амин. Амин. Да сте живи заедно. На вистина се радувам што во вистинска смисла на зборот јас бев дел од старите адети и обичаи кои мештаните од ова село ги негуваат и речиси ништо не измениле од народниот ритуал, поточно кажано, онака како што било некогаш, така и сега. Верувајте ми, не ми се напуштеше овој Божји рај кој природата го создала од памтивека, но морав да се заминам со едно ветување дека пак ќе дојдам во селото Бигор Доленци за нивната летна слава Света Петка.